Младите во Македонија не се осмелуваат да основаат свој бизнис. Дел од нив сметаат дека немаат доволно капитал, но поголемиот дел својата иднина ја гледаат надвор од границите на земјава, која ја сметаат за безперспективна. Ваквата констатација тие ја темелат на фактот дека 51% од младите се невработени, а вработените работат на неатрактивни и ниско платени работни места и покрај дипломите за високо образование. Оние кои сепак се одлучиле да влезат во бизнис водите, тврдат дека услови за предприемништво има. Според мене, значи јас ништо немав, ништо не знаев, почнав од хартиени торти за родендените во градинките за децата. Од таму почна идејата да ги украсам нивните роденденски забави и од таму веќе во проширување, тоа беше едно големо наговестување да влезам во мозаикот на свадбените веселби и така се прошири. Приказната на Ивана е една од 6 успешни предприемачки приказни на млади луѓе, презентирани денеска од страна на инфоцентарот. За жал, во последните неколку години младите по своето дипломирање решаваат да го продолжат својот пат надвор од границите на Република Македонија, па денес преку случајни презентирање на успешните приказни на вака млади луѓе, сакаме да ги поттикнеме младите да размислат дека со голема желба е добра идеја и секако пред се верба во себе може да успеат да го остварат својот сон и овде во Македонија. Но малиот број на млади предприемачи се должи на повеќе фактори. Дел од нив сметаат дека немаат доволно капитал, други сметаат дека малите бизниси во нашава држава не се доволно поддржани и затоа не се осмелуваат на тој чекор да основаат свој бизнис. За разлика од кај нас, во Обединетото кралство, 55% од младите на возраст помеѓу 16 и 25 години сакаат да започнат свој бизнис, а дури 70% од младите во земјата започнуваат бизнис или се приклучуваат кон веќе постоечки, стартуван од млади луѓе. Лани, дури 80.000 дипломирани студенти во Британија започнале свој бизнис, а 74% од нив вработиле повеќе од 5 луѓе.